Најпрво да кажам дека минатата недела што току се заврши со изградбата на пат во должина од 6 километри, пат од село Габревци до Брана Мантова, односно до локалитетот кај Влашките колеби. Тој пат се гради преку средства од ЕУ фондовите, односно од проектот за регионална и локална компетитивност за подобрување на пристапот на туристичките дестинации, односно на таква дестинација како што е езерото Мантово. Значи, изградбата на овој пат е и од локално значење за жителите кои живеат, но и од значење за сите туристи кои што ќе дојдат да го посетат езеро Мантово, и покрај тоа исто така овој пат е од значење за развојот, локалниот економски развој на се што гравитира околу езерото Мантово. Значи, како што реков, овој пат е една од активностите, бидејќи во овој проект се предвидени и други активности, како што е и осветлувањето на локалитетот Влашки колеби, и тоа значи еден вид продолжување на проектот од прекуграничната соработка, претходно завршен, успешен проект. Потоа, трасирање и обележување на две нови пешачки патеки. Една е од до Чуката, така се ја викаме ние локално, каде што има убав видик, и една пешачка патека од Влашки колеби до манастирот Свети Ѓорги, односно покрај езерото Мантово. Покрај тоа е предвидено и поставување на урбана опрема. Тоа се средства обезбедени од Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа, кој што проект се спроведува преку југоисточниот плански регион. Еве уште еднаш голема благодарност на сите колеги градоначалници кои што минатата година го истакнаа како проект приоритет број 1 на целиот наш регион. И сега таму се градат улици во езерската туристичка населба Мантово. И значи со ова ние сакаме како општина да го заокружиме еден вид, да ја подобриме инфраструктурата околу Мантово, и во наредниот период сме во очекување на една приватна иницијатива, најпред на приватна иницијатива, бидејќи таму веќе има 200 викендици, има плацови за продавање понатаму, но се надеваме дека во идно време ќе биде отворен некој ресторан, има маркица за хотел, може би изграден и првиот хотел, но тоа останува, знаете, не е во наши можности, останува во рамките на приватниот сектор. Самата географска поставеност, самиот видик, самата природна убавина, самото шаренило од вода, од шума, планини, езерото, значи дава едно посебно пријатната клима кај што се мешат средоземноморската и континенталната клима, креираат еден убав прекрасен амбиент. И се надеваме дека сето тоа во рамките, веќе речем, на проектот што е преку ЛРЦП, значи исто така заборав да кажам дека има и промоција, односно со тоа ќе добиеме на промоција и видливост на сите овие активности што се прават околу езерото Мантово, за на крајот да развиеме еден туризам кој што можеби не висок туризам, но ќе речем пред се регионален туризам. Туристи од Штип, од Струмица, од Радовиш, од Неготино, бидејќи има доста иселеници во Неготино тој крај, каде што би дошле да го посетат езерото Мантово, викенд туризам, значи и покрај тоа да се запознат со руралната општина Конче, манастирот Свети Стефан во Конче, убавините. Значи морам да ја пофалам во делот и изведувачот и проектната единица во делот. Можеби не сега не сум сигурен, претпоставувам ние сме меѓу првите општини кои што веќе реализира главни активности во овој проект. Значи изведувачот имаше рок до 15 декември да ја заврши асфалтирањето како една од главните и носечките активности. Сега остануваат во следниот период во колку дадат временските активности до нова година да се завршат и останатите активности, но најверојатно поради временските прилики, неприлики, како да кажам, има шанси овие 2-3 активности, иако се помали од обем, да бидат завршени до напролет, односно се очекувам најкасно до месец март. Тоа што многу битно сакам да напоменам околу овој проект е да искажам голема благодарност до евроамбасадорот Самуел Жбогар, до
ЕУ делегацијата, владата и сите оние кои што ни помогнаа околу реализацијата на овој проект, бидејќи вистина беше од суштинско значење и е основа за целиот натамошен развој на туризмот околу езерото Мантово.